принципот да, така да тоа дефинитивно ќе се прошири и еве уште една порака до кај нас властите. Ве молам, примете ова порака, донесете регулации за криптовалути, донесете регулации за биткоин и почнете да купувате биткоин за национални резерви исто така. Затоа што дефинитивно, како што рече и Никола, идеме ние во многу турбулентна, лоша економска ситуација, посебно Македонија не е некоја моćна финансиски држава, така да треба да се гледаат малку и од друг агол другите работи. Не мора се да оди копи-пейст од тоа што Европа ќе каже. Така да тоа дефинитивно е битно. И како што реков, на било каков инвеститор, дали тоа е институционален, дали тоа е физичко лице, дали е правно лице, дефинитивно биткоин треба да биде од нивното инвестиционо портфолио и затоа се овие напори за биткоин ETF не е случајно ништо, за да можат и институциите да влезат во биткоин. Затоа што биткоин исто како злато. Јас на таа тема исто имав коментари, па сега знаеш биткоин ќе биде централизиран. Не, биткоин не може да биде централизиран. Без разлика BlackRock колку ќе купува, дали ќе купува после понатака Vanguard, па еве сега знаеме Fidelity, па Grayscale и така натака да не ги набројуваме, без разлика кој ќе го држи. Тоа е децентрализиран протокол, децентрализирана блокчейн мрежа. Не може никој да ја контролира таа мрежа. И нормално дека од таа децентрализирана блокчейн мрежа секој сака да има парче од тоа, што разбира, што знае што е економија и што е финансиско средство. Секој што издвоил барем малку време да се едуцира за биткоин, тој ќе сака да вложи, без разлика дали тоа е институција, дали е физичко лице или правно лице. Така да, затоа сакав со ова да заклучам дека дали тоа некој го сака или не го сака, и му се допаѓа или не му се допаѓа, биткоин де факто ќе биде дел од секое инвестициско портфолио кога ќе дојдеме во таа крива што Никола ја кажуваше на иновација, односно на адаптација. Затоа што дефинитивно на тоа се движиме. И како што реков, сега со тек на време младите генерации многу полесно тоа го разбираат, многу полесно име и полесно можат да навлезат во таа технологија, да ја разберат